денеска одржуваме работилница за критериуми и стандарди на еногастрономските патишта, затоа што винскиот туризам е во подем во светски рамки, значи за 2018 година бележи еден невиден раст од 30%, што значи дека ние како Виногорие, како вински крај, нели имаме огромен потенцијал кој што мораме да го искористиме. До сега се правеа напори да се организираат разни настани од разни организации, разни здруженија и самите општини, меѓутоа свативме дека мора пред се да имаме стандарди и критериуми ако сакаме да бидеме конкурентни во светски рамки. И затоа денеска се собираме од Министерство за економија, од Агенција за развој на туризам, градоначалниците од регионот и туристичко-гостителските работници. Винариите за жал имаат состанок во Министерство за земјоделие, каде што има и наш член денеска таму. Со нив имаме накнадно работилница. Значи, работата е да ги најдеме кои се тие критериуми и стандарди кои што одговараат на локалното поднебје, меѓутоа кои се вклопуваат во светски рамки и конечно да почнеме да работиме малку на пробој на третите пазари. Во врска со развојот на винскиот туризам, да кажем дека општина Росуман има потенцијал. За тоа зборува фактот дека на територија на општина Росуман се алоцирани 3 винарски визби. Имам интерес и најава за уште една инвестиција во делот од винарските визби, што самото по себе подразбира дека сме потенцијални за развој на винскиот туризам. Токму и проектот, како што спомнавте веќе, Тиквешки вински пат, кој што е моментално во почеток на реализација, со кој што ние сме вклучени со преку ИПА проектот, можеме да кажеме дека даваме поддршка за развој на винскиот туризам во соработка со Тиквешки вински пат. Туристи доаѓаат од цел свет во Демиркапија. Општина Демиркапија презема неколку активности. Првично ќе ви кажеме дека правиме една нова стратегија за туризам. Меѓутоа исто така би сакале нешто да направиме и инфраструктурно. На жалост него добивме проектот за авантуристичкиот парк и инфраструктурни појачувања околу, да кажам, оние додатни активности во винариите, меѓутоа сепак со клубот кој формира спортскиот клуб за надворешни спортови, веќе сме во една, да кажам, поголема организација и во наредниот буџет ќе одвоиме малце повеќе средства за примарно сега бележење на патеки и ќе гледаме да направиме неколку летниковци за низ просторот на цела општина. Негде планираме до 100 км да одбележиме патеки во нареднава година, каде што општината ќе биде, да кажам, голем поддршка ќе даде на тој спортски клуб, се со цел да ги дадеме тие додатни активности и со така во соработка со Агенција за промоција и поддршка на туризмот. Веќе направивме еден проект кој чека реализација, значи одобрени се средства за поставување на нови клинови на качувачките патеки на карпите на самата клисура во Демиркапија.